Преку еден дојде смртта, преку еден дојде животот. Уште од почетокот човештвото живееше под тежината на еден пат. Преку непослушноста на првиот Адам гревот влезе во светот. Стравот влезе, срамот влезе, смртта завладеа. Човекот се криеше од Бога, барајќи живот во мртви работи. Срцето стана камено, а душата жена. Но Бог не го остави човекот под проклетството. Дека гревот победил, се појави другиот Адам, тоест Исус Христос. Тој дојде, но некако бунтовник против Отецот, туку како совршено послушниот. Каде што првиот Адам падна, таму Исус победи. Каде што човекот сгреши, Христос оправда. И каде што смртта царуваше, животот почна да владе. Преку еден дојде осуда, но преку еден дојде и оправдувањето за сите што веруваат. И како што преку еден дојде разделба од Бога, но преку еден дојде и помирување со Отецот. Ова не е религија, ова е размена. Тој ја зеде нашата вина и ни ја даде својата праведност. Тој ја понесе нашата смрт за ние да го примиме. Неговиот живот, тој стана грев за нас, за ние да станеме. Божја праведност во Него! Затоа денес не прокламирај слабост над себе. Не зборувај смрт таму каде што Бог зборува за живот. Не живеј како роб, кога Христос те направил Ако си во Христос, ти не си повеќе во првиот Адам. Ти си ново создание, стариот човек помина, нов живот завладеа. Затоа стани денес со вера и кажи: јас